Продолжуваме на истата тема со мојот гостин во студиото, кој што ќе го представам како човек кој што представува народен уметник во вистинска смисла на зборот, виртуоз на изворни народни инструменти и амбасадор на македонската изворна музика во светот. Добар ден за Стефче Стојковски. Добар ден и благодарам за поканата што имам можност денеска да бидам со вас. Тема како за создадена за вас и вашето гостување, затоа што кога говориме за негување на македонската фолклорна традиција, всушност ние говориме за зачувување на изворност и автентичноста на македонското фолклорно творештво. Точно така. Значи, фолклорот е, да кажеме, дејност која што опфаќа повеќе сегменти, односно фолклорот е нешто што е белег на еден народ, а белегот на еден народ се изразува преку така нареченото народно творештво, или што значи поимот фолклор, еве да објасниме малку повеќе за нашите гледачи. Фолк доаѓа од англискиот збор, или фолк, што значи народ, а лоре значи создавање, творење, нешто што го создава самиот народ, да кажам. Фолклорот не само игри, фолклорот опфаќа и песни, опфаќа обреди, опфаќа народни преданија, значи се што е дел од културата на живење на еден народ. Апсолутно. Значи, убаво кажавте, се што е култура на живење на еден народ, со еден збор можеме да го опишеме како фолклор. Сега, фолклорот за нас македонците е главниот белег на нашиот идентитет. Фолклорот за нас македонците представува нешто без кое е нашето битие. И затоа велиме толку со зачувување и пренесување на таа фолклорна традиција ние активно работиме во зачувување и одржување на тој наш препознатлив идентитет и особено сме горди на нашата фолклорна традиција. Секако. И затоа јас кога вака ги гледам сите овие соговорници што беа пред мене, се воодушевувам од тоа што го кажа и младите луѓе и оние кои што професионално веќе работат во фолклорните ансамбли, дека тие се местото каде што тоа е, можам да кажам слободно, дека тоа е никулецот или од таму изртува сето она што ние го креираме кај еден уметник, дали е тоа музичар, дали е тоа играорец, дали е тоа кореолог, да кажем, или етномузиколог, или фолклорист и така натаму. Значи, првите чекори во денешно време, младата генерација точно ги прави во тие фолклорни друштва. И особено треба да бидеме горди на тоа што има млади генерации кои што навистина со голема желба и ентузијазам стануваат дел од културно-уметничките друштва и фолклорните ансамбли и сакаат да бидат дел од тие чувари на нашата фолклорна традиција. Секако, значи народниот гений или народниот творец, да кажам, или народниот умотворец си создавал начин преку кој што може да си ги искаже своите чувства, емоции, да искаже радост, тага, среќа. Значи, точно тоа го правил преку песната, преку орото. Меѓутоа, секој еден народ во светот има своја културна и фолклорна традиција. Но дали можеме да одговориме на едно од потешките прашања по што се разликува македонската фолклорна народна традиција од другите? Во што е нејзината единственост и автентичност? Па македонскиот фолклор си има своји карактеристики и своји специфики, по кој што е карактеристичен и специфичен и одделен од другите фолклори ширум светот. Секој народ си има свој фолклор, секој народ си има своја карактеристика и специфика, така и македонскиот народ е карактеристичен по својот автентичен, односно изворен фолклор. Еве конкретно јас можам да кажам за музиката, и иако тука е прво фолклорот е многу сензитивна тема, знаете, за да зборуваме ние денес за фолклорот треба да минимум да живееме 50 години внатре во фолклорот или да се дружиме со фолклорот за да можеме да кажеме нешто повеќе за фолклорот. Интересно е тоа што младите генерации и модернизмот, а и брзата информација денес многу брзо ги прави да осознаат, но не и да знаат. Да осознаат, но не и да знаат. Тоа е многу, пак ќе кажам, сензитивно, бидејќи ако вие не живеете, а само слушате или само читате,
тогаш вие немате ни Ф од фолклор да кажете нешто за фолклорот. Значи фолклорот треба да го живееме. Тоа е начин на живот, тоа е начин на мислење, тоа е начин на изразување, тоа е начин на творење, тоа е начин на она што кажав на почетокот, емоција, сензитивност и така натаму. Убаво е тоа што младите луѓе се занимаваат со фолклорот, убаво е тоа што ние си имаме своји карактеристики и специфики по носијата, по, како што кажав, музиката, по играњето. Но интересно е тоа што македонскиот гений е толку богат, да кажам, или создател е толку богат, тоа е една ризница на богатство, непроценливо богатство. Зошто? Затоа што од село до село вие можете да најдете различности во фолклорот. И практично представува еден неисцрпен извор на таа фолклорна традиција и на таа народна традиција. Апсолутно. На едно исто оро, значи на еден исти ритам имате различни, да кажеме, во една област, имате 5 или повеќе различни начини на играње на орото. И друг еден момент, значи одредени области, села или региони, да кажеме, имаат своја специфика. Така и македонскиот фолклор е дистанциран или диференциран, да кажеме, од останатите фолклори ширум светот. На Балканот тоа е многу блиску, значи ние сме многу блиску во фолклорот, кога зборувам општо, со балканските народи. Така да карактеристиката и спецификата на македонскиот фолклор е во тоа што ние се разликуваме по носиите, се разликуваме по песните, по музиката, по сето она што можам да кажам на Балканот, секој народ на Балканот си има своја карактеристика и своја специфика. Ама и по начинот на изразување на оние чувства кои што ги кажате и на оној начин на живот кој што е карактеристичен за овие наши македонски простори. Ние во музиката имаме дурски песни, а пееме за некаква смрт. Да. Мислам, тоа се ретки народи кои што тоа го прават и тоа го опеваат, или имаме, да кажеме, молска песна која што молската песна звучи подтажно, а сепак нашиот народ нашол начин како да го представи преку орото, преку играта, преку кореографијата, сето тоа. Споменавме за младите генерации кои што го продолжуваат негувањето на таа фолклорна традиција и културно-уметничките друштва кои преку своите кореографии, песните, музиката продолжуваат да ја пренесуваат таа традиција. Меѓутоа, ако говориме за нови методи во изучување, обучување и зачувување на изворноста и автентичноста на тоа фолклорно творештво, на што всуштост мислиме и дали има опасност од губење на таа автентичност? Секако дека има опасност и тоа е вака најголемиот сигнал кој што мора да ги опомене сите оние кои што се занимаваат со фолклорот, посебно со играта, посебно со кореологијата и посебно со музиката, да кажам. Бидејќи во денешно време од за мене познати причини, но можеби за оние кои што се надлежни за тоа да го контролираат, можеби непознати причини, се мешаат баби и жаби, што вели народот, односно се ставаат работи во одредени кореографии каде што и опеваат или изразуваат еден регион, во кој што регион, пример, јас ќе го земам Мариовскиот, бидејќи јас потикнувам од таму. Тоа е исто како вие да правите игра од Мариово, не сте истражиле сосема доволно, ја ставате на сцена, значи преку фолклорните друштва ние сценски се изразуваме на некој начин и го представуваме тоа сето наше богатство. Тоа се сценски адаптации, така. Значи, преку сцената имаме можност да ја филмираме, да кажам, на некој начин нашата фолклорна уметност или играта, да кажеме, песната и така натаму. И на таа сцена, значи, вие кога земате некој регион да го работите, поставувате нова кореографија со недоволно аргументирани работи, и кога ќе почнете да мешате баби и жаби, а од друга страна тоа, значи, поминува од некаква си комисија, не знам од кои причини, дали комисијата не е доволно компетентна или толку знае и самата комисија, јас не можам да кажам, бидејќи јас сум само обичен народен свирач или народен уметник. Тоа значи дека потребна е поголема контрола во работата на културно-уметничките друштва. Од она што малку јас го познавам и она што малку сум го живеел како дете со тие игри, песни и така натаму, не можете вие во Мариово да најдете кемане. А сте го ставиле во кореографија.
не можете да најдете во Мариово Зурла, а сте употребиле во таа кореографија. И тоа е, знаете што е тоа? Тоа е ругање на фолклор. Тоа мора крајно внимателно да обрнат внимание и да на оние кои што се компетентни. Посебно кога велиме дека богатството е во различностите на регионите низ земјава кои што се одликуваат со своја посебна автентичност во фолклорот. Апсолутно. Да. И затоа велам крајно внимание треба при работата на новите постановки или новите кореографии кои што ги имаме денес од, да кажеме, некои ансамбли или државниот ансамбл. Знаете, мене многу ме погодува тоа кога од друга страна нема реакција. Ајде, јас нешто не знам и не е срамото да не го знам. Но не можам се да знам нормално, но оние кои што тоа го изучувале, оние кои што дипломирале на такво нешто, оние кои што посветиле, да кажеме, едукација и надоградба на своето знаење, да не изреагираат на такво нешто, тоа е жално за еден народ. Знаете, подобро е велат да запалите еден храм, еден, како се вика, религиозен храм, отколку да уништите некоја народна песна. Полека некако со ова што го кажате, дојдовме и до она што значи значење на културно-уметничките друштва, затоа што токму преку нив се одвива тоа негување и пренесување на таа традиција на помладите генерации. Ги има многу на број во земјава, низ многу градови и населени места во Македонија, па ајде накратко да одговориме кој е нивното значење. Значењето е огромно, значи постоењето на таквите друштва и од социјален аспект, и од културолошки аспект, од секој аспект, значи, е многу важно и многу неопходно за нас. Пак ќе кажам, народот се организирал, создал друштва, културно-уметнички друштва, секој регион, секоја село, секоја општина, секоја заедница, местна заедница или било што, се трудела да го презентира на некој начин своето автентично играње, пеење и така натаму. Точно и од тука произлегува потребата за создавање на тие културно-уметнички друштва, кои се основната клетка која што го чуваат македонскиот идентитет. Значи, тоа е нешто што за нас е и текако значајно. Сега, ако зборуваме за тоа колку институциите обрнуваат внимание, или да кажеме, порано имало некоја културно-просветна заедница која што организирала некаква контрола, некаков надзор, некакво внимание, пратење на тие друштва, што работат и како работат, и имало, она што го кажав сега пред малку, значи се знаело, имало музиколози, королози и така натаму, кои што точно обрнувале внимание и кажувале што сакаат да направат со таа одредена кореографија, што ќе ја постават, или одредена игра. Значи, земете ја жетварка ќе земе, или почнува музика, почнува игра, почнува песна, почнува, нели? И имате една тематика која што е опеана во било која, да кажеме, во било кој регион, жетвата била жетва. Знае, земете го Калајџиско товар, кое што е исто така еден опис, значи има некаков елаборат направено, си кажува тематика има своја база, има своја основа и вие не треба ништо да разбирате, само кога ќе го гледате ќе ви стане јасно за што станува збор. Така да, новите кореографии по мене, може би грешам, ако грешам, би сакал некој да ме поправи и да ми каже во која насока јас грешам, да новите кореографии немате, значи вие гледате кореографијата и ништо не ви е јасно, а носи наслов кореографијата. Нели? Потребна е разбирлива приказна. Апсолутно разбирлива приказна да ја свати и странецот, што сакате да кажете, бидејќи ние можеме да правиме атрактивни кореографии. Можеме да правиме брзи кореографии, не знам, пируети на сцената и така натаму, но сето тоа колку има уметничка вредност за нашиот фолклор, колку нашата жена ги кревала нозете високо, јас такво нешто не сум видел. А кога ќе гледам некоја кореографија каде што жените ги креваат нозете повисоко од мажите, навистина тоа представува национална брука. Тоа значи дека во новите поставувањата на новите кореографии особено треба да се внимава на негување на таа македонска автентичност по која што сме и препознатливи во светот, и ќе се надоврзам на младите генерации, ако живееме во модерно време и многу често знаеме да кажеме дека младите повеќе се фокусирани на компјутерите, мобилните телефони и сето тоа што значи модерна технологија. Сепак убаво е
да се потенцира дека има млади кои што се членови на културно-уметничките друштва и ја негуваат таа македонската традиција, па накратко кажано, иако живееме во модерно време, не се откажуваме од нашата традиција, меѓутоа она што е особено значајно, не само делувањето во рамките на нашата земја, во Македонија, културно-уметничките друштва и се наши амбасадори надвор од границите на земјата и ја представуваат таа традиција, фолклорна традиција низ сите други држави, и тоа е од непроценливо богатство. Абсолютно. Особено го знаете вие затоа што сте и вие амбасадор на изворната музика надвор од Македонија. Па да, за среќа Бог ми дал таква дарба да преку музиката можам да ја презентирам Република Македонија надвор од границите и ја презентирам Република Македонија во етничките граници. Значи тоа е исто така многу важно да се каже. А со тоа, нормално даваме подршка на нашето малцинство во Бугарија, во Грција, во Србија, на Косово, во Албанија. Значи, ние не сме ги заборавиле нивните песни, нивните игри, нивните носи и така натаму. Така да, кога сето тоа ќе го презентирате надвор, вие давате една поширока слика, не само на Република Македонија, туку поширока слика на Македонија. Што значи дека ние таа можност да ја презентирам Македонија во ширум светот од 42 држави ми дала за право да можам да кажам дека ние сме сликата и на некој начин културните амбасадори на нашата држава, а впрочем тоа се и нашите културно-уметнички друштва. Споменавте Балканот, а јас ќе се надоврзам на тоа и ширум светот. Настапувавте на зимските олимписки игри во Сараево, на летните олимписки игри во Лондон, во рамките на културната олимпијада како представник од Балканот. Потоа меѓу бројните настапи ќе ги споменеме настапот пред рускиот председател Владимир Путин и поранешниот патријарх на Руската црква Алексеј. Ќе напоменам дека за вашите настапи имате добиено и повеќе награди и признание, меѓу кои наградата во Јужна Кореја од УНЕСКО за зачувување и негување на традицијата и културата. Сето тоа се убави спомени и одлична можност за представување на својата држава. Да, значи, еве, на последново ќе се задржам. Имаше ансамбли, имаше музички групи од повеќе од 50 на држави. Зборувате за Јужна Кореја. Зборувам за признанието што го добивме на Република Кореја, на УНЕСКО на Република Кореја. Не издвоја и до душа не очекувавме дека такво нешто ќе добиеме. Тоа е нешто како на тој фестивал во Гванџу ние ја презентиравме Македонија во најдобро можно светло. И сум ги гледала тие инсерти од настапот и одлична е реакцијата на публиката, како бевте прифатени. Да, тоа е, знаете, тоа е после одсвирувањето пред публика од, не знам, 15.000 луѓе, ја гледате реакцијата на публиката. И таа возоратна енергија, односно таа взаемна енергија, кога ќе ја почувствувате и вие и публиката, тогаш вие се чувствувате како да сте половина метар над земја. Мислам дека и таа комисија на УНЕСКО на Република Кореја тоа го виде, го почувствува и затоа токму нас не одвои и ни даде едно признание кое што за нас како група, како ансамбл, како еве јас конкретно како музичар ми значи многу и можам со право да кажам дека единствен начин да ја презентираме Македонија е преку фолклорот, спортот, уметноста, преку културата и преку се она што нас не прави, преку храната да кажам, не прави и не одвојува од останатите народи во светот. Стефче, на крајот разговорот сме само накратко ќе кажам дел од таа можност за представување и пренесување на македонската фолклорна традиција и семинарите кои што ги одржувате и во земјава и надвор од Македонија, семинари на кои што учествуваат странци, а кои што ја сакаат македонската народна традиција. Да, јас само кратко. Да, еве најкратко, да, ги одржувам тие семинари редовно, еве веќе 17-та година како што ги одржуваме тие семинари, пред тоа во Македонија зборувам, а пред тоа и во надвор одевме, но не само на семинарите, јас имам учествувано на Болонија универзитетот, на катедрата за етномузикологија, во Ванкувер на Бритиш Колумбија универзитетот, каде што не како професор, туку како предавач. И на Санта Барбара универзитетот и на многу други универзитети каде што сум имал можност да ги научам и да им ја презентирам и да им ја покажам нашата
автентична изворна музика. Светот е отворен, само треба прво ние овде да си ја сакаме, да си ја чуваме и негуваме традицијата, а потоа пак и да ја представиме на светот. Ви благодарам многу за гостувањето и ми беше задоволство. Ви благодарам и вам и поздравувам сите гледачи на Македонската телевизија.